Почитувани сограѓани, денес, ден пред 11. октомври, денот кога Прилеп, градот на непокорот, го слави почетокот на народно-ослободителната борба на македонскиот народ. Оние кои зад себе оставија пустош и сиромаштија, раководството на СДСМ, решиле да го посетат нашиот град. Истите кадри на СДСМ, кои многу ветиле, а никогаш ништо не реализирале, денес ќе се обидат на прилепчани уште еднаш да им ветуваат лаги. Денес во Прилеп е волкот во јагнешка кожа. Луѓето кои се обедуваат да се представат во ново светло, но за кои ние прилепчани добро знаеме кои се и како го уништија нашиот град. Господине Заев, вашето место не е овде. Не е овде затоа што во главата на секој прилепчанец одекнуваат вашите зборови дека сите ќе ги бркате од работа, од чистач до министар. Голема грешка правите што на овој светол ден за македонскиот народ сте дошле да го посетите Прилеп. Не заборавајте, Прилеп е град херој. Никако нема да ви прости за вашите зборови дека треба да си ја свиткаме кичмата и да го промениме името на државата. Не можеме да го заборавиме тоа што СДСМ ни го стори. 35.000 работници останати на улица, затворени фабрики и комплетно уништена економија, заборавени и измамени земјоделци и тутунари. Прилепскиот гигант тутунски комбинат го претворивте во најголем загубар. Училишта оставени на забот на времето, 65% неасфалтирани улици, Прилеп без канализација и со месеци без капка вода за пиење. Недомаќинското работење со јавните предпријатија во градот и оставен долг од 7 милиони евра. Но добро е што тоа време помина. Денес за Прилеп се грижат одговорни луѓе. Градот има потполно нов лик со кој сите се гордееме. Разликата помеѓу нас е голема и видлива. Додека СДСМ затвораше фабрики и спушташе од работа по илјадници прилепчани, владата на ВМРО ДПМН создава услови за вработување по илјадници прилепчани. Економијата се засврстува. Мали и средни предпријатија отвораат своји фабрики во индустријските зони. Во новата американска фабрика Гентерм веќе 345 луѓе се вработени и земаат плата, а бројката на вработувања ќе достигне околу 2000 прилепчани. После макотрпна и посветена работа на владата на Република Македонија, најден е стратешки партнер за тутунскиот комбинат. Сите училишта се комплетно реконструирани. Во Прилеп имаме нови спортски сали, фудбалски и тениски терени, спортски игралишта. Се грижиме за земјоделците, за кои вие не знаевте дека постојат. Во изминатите години, владата има доделено околу 37,5 милиони евра субвенции само за Прилепско. Селата во Прилеп имаат комплетно нов лик, се асфалтираат улици, се инвестира во осветлување, дворовите се полнат со модерна механизација благодарение на програмата 50-50 и што е најважно, имаме задоволни земјоделци. Господине Заев, ве повикуваме денес во Прилеп да одржите пресконференција пред барем еден проект што СДСМ го има реализирано за доброто на Прилеп. Затоа што прилепчани не се сеќаваат на ниту еден ваш проект и затоа 9 пати поред ви ја испраќаат истата порака. Не на СДСМ, не за Зоран Заев, аболицираниот политичар за 8 милиони евра. Лажните ветувања и манипулациите повеќе не поминуваат. Треба макотрпна работа и соочување со проблемите на граѓаните, а не сликање пред избори. Има уште многу проекти кои е потребно да се реализираат, но штетата која оставивте има огромни последици до ден денес и се уште се санира. Почитувани сограѓани, дозволете да ви го честитаме утрешниот празник 11. октомври, денот на народното востание. ВМРО ДПМН заедно со вас го започна модерното востание во Прилеп и денес живееме во модерен Прилеп, со кој сите се гордееме. Продолжуваме и понатаму со напорна работа за подобар Прилеп. Нашите заеднички дела и проекти се реалност во сите области на општественото живеење. Ви благодарам.